Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. А колку би било убаво и колку е певлив овој джингл и замислете да можеше цела песна да имаше Ване посабајле со кафе. Ама ти го промени текстот, не кажа дека нема да го промениш текстот, туку тоа ти се допаѓа што се пее сега. Да, ама ќе си додадеме прва строфа, втора за Зорка, прва за Ване, Барано посабајле, како станувам, нека размисли некој кој што се занимава со ова. Шала на страна, добро утро, расположени, весели и срикни. Еве сме повторно заедно со вас и овој понеделник се надевам да го направиме многу позабавен од тоа што вообичаено е. Што ти значи женско, девојка? Си кажа што мислиш ти и си продолжи со добро утро. Не ми зема воздух да не ти кажам нешто, па да треба да ми вратиш пота. Добро, ќе ти го паметам ова. Денес понеделник, ете гледаш си продолжувам датумот 22 јуни. Види тоа е веројатно вежбано. 22 јуни што значи? Значи само едно. Од вчера летото официјално ни пристигна. Се надевам дека викендот го искористивте за фаќање малку сончев витамин, а денес продолжуваме со редовните обврски, нели како што си е редот. Вие сте на фреквенцијата на Радио 2, но во исто време сме и на МТВ 1. Ова е најновото издание на Звук што се гледа. Да, одиме во живо и на Facebook и на Instagram, МТВ, Радио 2 и да не сакате ќе ви излеземе од фрижидер барем една минута секој утро од понеделник до петок. Каде и да сте во моментов, еден голем поздрав од целата наша екипа. Доколку сте се уште дома и го пиете првото утринско кафе, уживајте во секоја голтка и во мирисот на кафето, бидејќи навистина денот нема да ви избега. За тие кои што сте веќе тргнати кон работа, без нервози во сообраќајот, за кратко ги имаме и деталите кај може да заглавите низ Скопје. Подзасилете го радиото и секако уживајте во наше друштво, а за највредните што веќе се пристигнати на своите работни места, ви праќаме најголем поздрав и ви посекуваме успешен старт или почеток на новата јунска работна недела. Бидејќи ова е емисија каде што навистина звукот се гледа, сакаме да ни покажете и како изгледа вашиот почеток на утрото. Дали можеби сте веќе на работното место, од дома. Направете ни една брза фотографија со утринското кафе или утринскиот метеж, снимете кратко видео од тоа каде сте и пратете ни го каде на социјалните мрежи, Facebook и Instagram Радио 2 МРТ. Радио 2 МРТ сме на социјалните мрежи, а јас велам ајде заедно да го обоиме овој понеделник со убава и позитивна енергија. Останете со македонската телевизија и Радио 2. Време ни е за нашата прва рубрика и најважна. За оние кои што се излезени од дома. Метеотрафик. Стартуваме веднаш. Сега е време да ви кажеме какво ќе биде времето. Време е за времето. А оно што особено утринава ме израдува е дека се променија прогнозите. Например? Тоа што вчера го гледав и се подготвував да го најавам е дека имаме 3 дена, дожд, сонце, грмотевици, невреме, ветер и така натаму. Меѓутоа она што утринава можам да го забележам на апликацијата, вели дека можеби само утре би имало мало невреме, а денес продолжуваме сончево, среда продолжуваме сончево и така до крајот на неделата. Но каква е состојбата на патишта? Како имаш влезено со информациите за време, подготвена веќе, браво, супер, го совлада и ова. Состојба на патиштата, па јас не сум ништо поарен, добро се снаоѓам со сообраќај. Одличен си, секогаш знаеш каде има гужва. Ќе почнам прво со АМСМ, извештајот од 6 часот утрово, значи ажурира некаде пред час и половина, вели на државните патишта се вози непречено. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини ни е умерен. Сега она што најмногу не интересира сите, каква е утрово состојбата на граничните премини. Богородица, Дојрани и Табановце се бележи изголемена фреквенција на возила за влез во државата. Времето на чекање е околу 30 минути, а на останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Имав можност викендов да патувам, поминав преку Табановце, морам да ги пофалам нашите граничари, српските граничари, навистина повеќе, пак ќе кажам, јас имам фатено на Зап Миладиновци Патарината, повеќе се чека таму некогаш на гужва, да, отколку на Табановце. Навистина има големи колони, тоа изгледа застрашувачки кога ќе видиш видеа и фотографии, ама некако брзо тече, морам да кажам, и навистина за 30 на минути се поминува. Вчера имаше дури 6-7 колони завчера кога доаѓав јас од Србија.
Но на Богородица доле нели Евзони вела дека колку нашите и да се брзи граничари на Евзони настануваат гужви па се спојуваат колониите. Како е утрово? Пишете ни ако сте на меѓуграничен појас. Да, ако сте нервозни. Оно што вчера можев да го забележам на социјалните мрежи, вели најголемиот проблем настанува од оние 10 колони кои што се претопуваат во 3. И од тие сакам да прашам нешто. Да, од сакам да прашам нешто, доаѓа до нервозен. Нели нормално е да си нервозен ако чекаш толку многу време, а некој дошол пред 2 минути и сака пред тебе да влезе, да не бидеме такви, да бидеме фер кон другите, но и кон себе и да го почитуваме редот, така најбрзо сите би стасале. Ете така, што се однесува до сообраќајот во Скопје е раздвижено, но со крајот на учебната година немаме многу големи гужви. Централно градско подрачје во овие моменти е раздвижено пред Рамстори, пред Дајмонд, на Партизанска концентар, мост Гоце Делчев, источен влез Скопје, булевар Александар Македонски, од аеродром кон автокоманда, булевар Киро Глигоров исто така е раздвижено. Да не зборуваме на трета македонска бригада, така да внимавајте ни сите овие критични делови, па не. Нич да не зборуваме. Булевар со 2 ленти, Джева Хиртија тука, цел еден мал град и кога сите тие луѓе ќе се пуштат кон центар, тоа е хаос. Поддршка, им треба на тие луѓе во автомобили утрово поддршка. Ние сме вашата поддршка и ќе бидеме до 8 часот, па и после 8 часот, си како знаете на кого да се потпрат, имаме одлична музика, уште подобри информации, а сега следно мојата омилена група, нема да бидам нескромна да речем, ова е Дупер со Рајот на земјата. Добро утро. Добро утро. Секој е чудо трена, кога боли брзо праќа, кога сум тажен и тоа е окей, сам се чуваме добро и пак сум окей, а време оке летне не чека, и имам крија нега да фаќам, секоја минута и секој момент, што и да мисли само да е окей, колку ли вреди ова се, што оставам ако не живеам ни ден, дуро старам, колку ли вреди ова се, што оставам ако не живеам ни ден, дуро старам. Сакам се и сакам одма, дај, сакам се и сакам одма, сакам се и сакам одма, сакам се и сакам одма, дај, сакам се и сакам одма, сакам се и сакам одма. Ова е рајот на земјата, без однежи имам баш се што сакам. Провери, рајот на земјата, без однежи имам баш се што сакам. Провери, до крајот на земјата и назад 100 пати. Сјајот на среќата ми дава знак, не мислам на проблеми, многу болесно но не воли, од себе губам делови, очи светат како денови, за демони сум победни, нема ништо да ме повреди, од повреди се промени, сакам само добри спомени за себе ми. Сакам се и сакам одма, дај, сакам се и сакам одма, сакам се и сакам одма, сакам се и сакам одма, дај, сакам се и сакам одма, сакам се и сакам одма. Ова е рајот на земјата, без однежи имам баш се што сакам. Провери. Како е? Провери. Провери, одлично и се радувам што е навистина убаво. Имаш ли некои песни така што си ги потпевнуваш, например? Погледни, јас сум пеел, например, цело време. Наместо провери сум пеел погледни, така. А не ли е погледни? Провери ја. Не е провери. Океј, ќе провериме дали е погледни или провери. Во секој случај да, тоа кога текстот ќе си го направиш по твојски и ти е многу фино и некако ти лепи многу лесно за пеење, ама важно е да те расположува на крајот на кристото, не е важно каков е текст. Треба да направиме едно утро како сме пееле странски песни кога сме биле мали, кога не сме знаеле убаво англиски, може така? Океј, треба да го направиме тоа ќе биде се освен сериозна емисија со оглед на тоа што сме пееле многу така интересно. Па нели не сме ни знаеле што е тоа што пееме. Но да се вратиме назад на таковните новости, откако слушнавме каква е состојбата на патишта, остануваме на автомобилската тема. Денес 22 јуни во целиот свет се прославува светскиот ден на легендарната Volkswagen Буба. Знаеш оние како бубачиња, баш така како бубачиња. А се враќаат сега во тренд малите коли. Секогаш биле во мода, мислам дека никогаш не излегува од мода, затоа што е најпрепознатлив автомобил на сите времиња кој што со децени беше, а верувам и дека се уште е символ на патување, слобода, добра музика и летен дух. Така што ако утрово возите кон работното место и забележите некоја буба, баш би сакала да ја споделите со нас.
А кога веќе зборуваме за бубата како символ на уникатност, денешниот 22 јуни ни носи уште една прекрасна порака. Благодариме за бубите, а денеска се одбележува и меѓународниот ден за тоа да бидеш свој. Ова е ден посветен на нашата индивидуалност, така би кажал, на нашето само прифаќање. Значи, јас сум Ване. Ти си Зорица, ме прифаќаш со сите мои мани и доблести. А тоа верувате го покажала многу. Повеќе со маните ме прифаќаш. Добро сега, да. На храброста да се биде поинаков, навистина треба да и се каже да, бидејќи треба да бидеме тоа што сме, тоа нека биде и денешната наша порака од понеделник. Затоа уживајте во собствената кожа денес, насмевнете се на своите мани, бидете горди на своите доблести и чекорете храбро низ оваа нова работна недела. А кога сме веќе кај тоа да бидеме свој срекни, има уште една голема причина зашто е 22 јуни е толку важен. Денес одбележува и светскиот ден на позитивните медиуми. Веќе се најдовме на 3 од 3 вести. Ајде. Ова е ден кога треба да ги тргнеме на страна сите лоши вести. Ова е ден кога треба да им дадеме простор само на убавите и срекни приказни, а ние во Звук што се гледа се обидуваме секој ден да ви сервираме позитивни и срекни вести, а токму тоа ќе го направиме и во следните неколку минути. Добро утро Скопје, добро утро Македонија, 25 степени Целзиусови во главниот град. Со почетокот на летото, да, денеска ни е прв ден од летото, така? Вчера ни беше најдолгиот ден. Да се приправам дека многу го сакам или да ти кажам искрено дека едва чекам есента? Добра, ајде, кој ти е омилено годишно време? Па есен се разбира. А, есен. Зошто? Па, во есен некако се е романтично, тие дождови, почетокот на учебната година, време кога почнуваат уште еднаш сите оние обврски кои што на некој му создаваат главоволки, ама почетоците мене мислам па многу срекни. Така што септември, октомври, жолтите листови, веројатно и боите на есента, моите омилени бои. Ме прашаш работи на кои што немам контрола колку добро, јас сакав малку да одговориш кратко, но наместо да се жалиш на овој пеколен летен бран или кој што ни доаѓа 37-40 степени Целзиусови, може ли да ја слушнеш позитивната страна? Ајде. Например, на тоа што се случува преку лето. Ајде. Вели, нема потреба да трошите пари за скапи аранжмани во Грција или Италија. Бесплатен бронзен тен на лицето можете да добиете на која било автобуска станица во Скопје. Оваа вест ја чекав дефинитивно одамна. Задолжително намачкајте се со фактор 50, надевајте се дека вашиот бус, односно автобус, редовно ќе доцни барем 20 на минути за да имате доволно време убаво и рамномерно да си фатите боја на некоја од нашите скопски станици. Прекрасно, а традиционалната машина за сушење алишта станува технолошки вишок. Од денес додека ја пружата последната мајца на балкон, првата веќе е подготвена за пеглање, парите што ќе ги заштедите од непуштање центрифуга или сушара, таман ќе ви стигнат за едно малско макијато. А граѓаните конечно ќе може да штедат на струја, ова е исто така една убава позитивна вест. Од денеска подготовката на појадокот се сели на отворено. Ќе се согласиш со најавата за температурите, ќе гледаме и доста клипови, јајце на око или тост, може успешно да се подготват и на хауба од автомобил, но и на асфалт. Прекрасно. Како што ни одат температурите. Па да, каде и да ќе биде и конечно нема да има потреба да фрлате пари за скапи теретани, нутриционисти или протеински шејкови, затоа што доволно ќе биде 3 пати дневно да излезете на 40 степени и да фрлите ѓубре, килограмите ќе се топат сами од себе, па до август совршена линија за на плажа. Продолжуваме, останете со нас. Важна информација, од денес до 1 јули нема да се обраќаат патничките возови од Скопје во правец кон Велес, Гевгелија и Битола. Со овој потек, раководството на Македонски железници конечно е постигна долго очекуваната цел 100% точност во возната статистика. Значи од денеска до 1 јули никаква грешка во возните редови. Логиката е чиста како солза, 0 возови на шините, 0 минути доцнење, а со овој визионерски потек нашите железници ќе станат попрецизни
дури од јапонските возови. Сега можете да уживате во летниот мир на железничките станици кои комотно може да се пренаменат во воздушни бањи за медитација додека не ги добиеме брзите возови. Прекрасно, среќна вести за идните средношколци. Утре започнува вториот круг од уписите во средните училишта. Златно правило. Ако во првиот круг не ве примиле таму каде што сакавте, во вториот аплицирате таму каде што тие ве сакаат вас. Професиите како готвачи, електричари, заварувачи можеби нема да звучат гламурозно, ама барам ви гарантираат дека вашето дете нема да бара джепарлак до 30-та година, затоа родители, утре бидете практични, подобро сигурен занаед во рака на детето отколку да ги трони да ја запам во вашите раце. А по следната номера одиме и со гостинката во студио. Ќе ја најавиме кратко? Па ќе најавиме, зашто да не ја најавиме. Кој ни доаѓа во студио? Ни доаѓа една од најдобрите фотографи би рекла во Македонија и фотограф кој што прави чудо со фотоапаратот и заспани бебиња. Многу повеќе зборуваме на оваа тема, останете тука. Александра Јанева оди во продолжение од моите омилени песни Ми подаваш рака. Уживајте. Добро утро. Сонце в чаши, што ги помниш ти? Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа. И на тој некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен. Како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш. Пролетне се ти, животот наш. Ми подаваш рака и секојаш така даш да кога сум. Вртава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секојаш така даш да кога сум. Денес некако одбрав песни на кои што може слободно да си пееме, ама откако ја слушнавме Александра, време е да ја слушнеме Катерина. Добро утро. Добро утро. Со раѓањето на твојата прва ќерка Јоана се раѓа и Ферител, едно од ретките места кај нас кои што првите денови од животот ги претвараат во спомени за цел живот. Низ твојот објектив поминале стотици новороденчиња, тоа сум сигурна, но поминале илјадници, извини. Но поминале и многу трудници, многу семејства и многу роденденски приказни. Ако мислите дека да фотографирате новороденче е нешто многу лесно, морам да ви кажам како мајка на 2 деца и како сведок на тие фотосесии, од прва рака, значи од искуство, дека воопшто не е така, но ката ти некако го правиш тоа да изгледа лесно. Сега на почетокот сакам да ти посакам да бредојде и да провериме колку си брза пред микрофонот, колку што си брза пред, тоест зад фотоапаратот. Подготвена ли си за 10 блиц прашања? Ја точно знам кој сакам да ми дојде на гости. На фотосесија со новороденче, кој најмногу паничи? Мама, тато или баба? Приматот секогаш го има таткото. Таткото? Да. Не. Затоа што мајките се најчесто оние кои што се нарачатели организатори. Но без навреда за ниедна баба до сега што било нели кај нас во студио, кога ќе видиме дека бабата ја носат со нив, значи смете дека сесијата е X. Океј, колку фотографии треба да направиш за да се роди она совршена? Има ли некое правило? Правило нема. Самото бебенце си ги носи правилата. Секој едно бебенце си е посебно на свој начин и да, некогаш треба само 5 минутки или 5 милисекунди
кои што се доволни за да ја направиш таа најсовршена фотографија. Сега многу сум љубопитна, значи знам тоа како изгледа. Првото дете го фотографиравме на првиот роден ден, второто дете веќе имаше повеќе од 2 месеци. Ама кој е најмалото човече што ти позирало пред објективот? Колку дена имало или колку часа имало, не знам? Најмалото дете е мојот син, Алексеј. Веднаш по испуштањето од болница, значи јас прво нешто што направив дома. Нема врска што си таа за породена. Фотографирам, нема врска тоа, значи второ дете се е подготвено. Бебето е подготвено, фотографот е позади камера и Алексеј имаше само 3 дена. 3 дена најмалото дете. Да, а најмалото бебе кој што го фотографиравме во студио е само 7 дена. 7 дена. Да. А најмалото вака, најмало? Како малечко? Најмалечко, значи ги имаме сликано едни од најмалите родени, предвремено родени бебиња, прематурчиња, кои што се родени со многу мала тежина, да, килажи, дури на 2-3 месеци, значи достигнуваат од некои 3 до 4 килограми. Но тие ми се најголемите борци во студија и со нив некако имам најголема инспирација да ги направам најубавите фотографии. Браво, Кат. Ако бебињата можеа да зборуваат, што мислиш дека најчесто би ти рекле додека ги местиш за фотографирање? Не ме зезе. Вака ли? Сериозно ли? Баш. Да, мајка ми секогаш кажува, вика си играш мајтап со бебињата, кога не си играм мајтап. Така треба, едноставно така треба. Така едноставно треба, затоа што тие се толку малечки, толку флексибилни, како гумени саката. Буквално, кога јас ќе почувствувам дека тоа бебе мене ќе ми даде јас да го наместам во саканата позиција, значи тоа е сон, нели, за секој фотограф, за да може нештото да го оствариш. А при тоа нели без да се стресираат родителите. Апсолутно. Сега на тема да го наместиш бебето, колку пати си станала пејачка, не фотограф за да спасиш некоја фотосесија и која песна најчесто пали? Baby Shark, Baby Shark, или Арам сам. Арам сам не го знам текстот. Значи тие се од оние песни Вана што вика си го измислуваш текстот, да. Не, таа е вистинска песна. Арам сам. Да, таа е вистинска песна, италијанска песна, да. Но најчесто тие две песни палат ке нашите или кога се успиваме некогаш знаеме и добри Посреќа на бебињата па и одличен глас имаш, освен што имаш одлични фотографски вештини. Има ли таен трик што ги смирува бебињата за неколку секунди или е професионална тајна? Сега јас го знам, ама дали ќе сакаш да споделиш? Професионална тајна, значи секој фотограф си ги знае цаките, да ги кажам сега, народно кажано. Кај нас во студио јас ја викам Светата Тројца. Тоа е мојата сестра која што е мојата десна рака, Бети, мора да ја поздравиме Бети. Ова утро сигурно не гледа и не слуша. Светата Тројца се Бети, Пилатес топката и мојата камера. Знам дека се договаравме како да те украдам дома со се Пилатес топката. Што е најголемо изненадување во професијата фотограф на новороденчињата што никој можеби не ти го кажал пред да се решиш да ги фотографираш? Искрено, најголемо достигнување е она што оваа работа е толку многу чувствителна, толку многу емотивна. Слушаме безброј приказни кои што завршуваат со среќен крај. И тоа е нешто како барабан во кој што и да сакаш да излезеш, не можеш да излезеш, затоа што тоа е нешто што се чувствува. Значи не сум само фотограф, значи толку многу емотивни приказни слушаме кои што верувајте дека се надам дека и гледачите и клиентите кои што доаѓаат, сите тие фотографии зборуваат, имаат приказни. Апсолутно. И сум сведок на тоа дека секоја фотосесија е различна од претходната. По колку многу бебиња пред објективот веќе имаш некое шесто сетило за тоа кој ќе биде најголемиот палавец? Се чувствуваат ли кое бебе ќе биде забавно за чување? Искрено, уште од првите денови кога ќе ги донесат и кога ќе ги видиш тие две вегички намрштени кои што од два имаат влакненца. Значи кога ќе ги видиш вака од транспортерот, да, знаеш дека прва фотосесијата нема да биде воопшто лесна. И најголемо чудо и изненадување ми е секогаш кога мајката ќе каже: "Ма не знаете колку е мирно моето бебе", викам во ред. Од тие најмногу ми е страв. А во однос па обратно кога ги имаме оние нели бебиња кои што се немирни дома, палави, тогаш кај нас има
тотална нирвана. Да, јас сум сведок за тоа. Кој е најсмешното или најнеочекуваното нешто што ти се случило, например, среда фотосесија? Имаме многу, но најчесто поголемите деца од веќе година-две се расправаат со своите родители затоа што прво не сакат да си одат дома или па ако веќе тргнат сакале, кај вас е толку шарено? Да, или ако тргнат веќе на кај дома, или мојата рака или на Бети раката ја земат за да одиме со нив дома. Добро, кај мене беше случај, јас тргнав да ве земам, но како и да е, за крај, ако твојот живот во моментов беше некоја фотографија, како би гласал нејзиниот наслов? Дефинитивно Fairy Tale. Многу убаво. Като многу ти благодарам за ова јас. утро и многу ми е драго што се и видовме и чувме, но и што те чуе и вида сите оние кои што денес те следат. Ти посакуваме многу бебиња во студио, многу фотографии кои што ќе останат да сведочат, а ние продолжуваме со кратка пауза и назад во студиото. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Толку од ова утро. Толку, знаеш што се замислив, убаво би било јас и ти како бебиње да се фотографираме. Кога него 5860 завршивме тоа кога дена. требаше, сега Сега ни е многу касно. да, во наше време немаше нели такви трендови, немаше Имаше мобилни. поинакви трендови, например, мислам дека секој од нас има фотографија од, не знам, измачкани со креми на плажа, некои осветлени фотографии. Сега веќе не е тоа така, сега е многу поразлично. Добра. Толку од овие први 30 на минути од утринска на Радио 2 продолжува Зорка по звук што се гледа, следува добро познатиот утрински појас од 8 до 9:30, најпопуларниот кај нас тик-так и Зорка, иако тик-так ни одмара. Тик-так е на одмор. Тик-тар е на одмор, но сепак останувате на Радио 2 бидејќи Зорка и без тик-так веќе си везе. Си везе. А не е без веза. А не е без везе. Со мене се слушате од 10 часот на ритмот на денот, а со колегата Ненат од 15 еве тука да не запоравам да го најавам. Драги Симона, повелете. Аха. Аха. А ти негде после два покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе негде после два те чува цела армија. Да те земам јас од нив, ке ми треба магија. Сладка си лага сни ко чоколада. Нема ни една мана, обсесија ми стана. Кај да се појави и доминира. И сите мангупи у град ги провоцира. И кога спијам не ме остала на мира. Срце ке експлодира. А ти негде после два покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе негде после два те чува цела армија. Да те земам јас од нив, ке ми треба магија. Итно ми требаш, опасно ти ме гледаш. Мала, тој не ти стои на тие усни твои. Кај да се појави и доминира. И сите мангупи у град ги провоцира. И кога спијам не ме остала на мира. Срце ке експлодира. А ти негде после два покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе негде после два те чува цела армија. Да те земам јас од нив, ке ми треба магија. Купи ме на стари фори, рани ме, нека боли. Простено ти од тебе, само да се играј мене. Купи ме на стари фори, рани ме, нека боли. Светот цел, нека знае, слаба точка кој ми е. А ти негде после два покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе не